Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Ако имате Библија со себе, ќе ве замолам да ја отворите кај глава 13 од книгата Прва Самуилова. Мислам дека денес ќе се потврди мојот став во однос на царот Саул. Кога го сретнавме за прв пат во глава 9, ви реков дека според мене Саул не беше добар човек и повеќе го биваше за актер, отколку за цар. Ако некој од вас помисли дека мојот став за него е погрешен, речи си сум убеден дека текстот кој денес ќе го обработиме, ќе го смени вашето мислење. Саул беше висок и згоден човек и однадвор изгледаше како цар, но длабоко во себе го немаше тоа што е потребно да биде цар и водач на народот. Глава 13. Саул, филистејците и Бог. Ке почнеме со читање. Ке ги прочитам првите 2 стиха. Саул имаше 30 години кога почна да царува и царуваше над Израел 2 години. Саул се одбра 3000 израелци. 2000 беа заедно со Саул во Михмас и во гората Ветилска и 1000 беа со Јонатан во Гива Венијаминова, а останатиот народ тој го испрати во нивните шатори. Забележете што пишува во следните 2 стиха, бидејќи ова е многу важно. Јонатан ја разби филистејската стража што беше во Гева. Филистејците слушнаа за тоа, а Саул затруби со труба по целата земја викајки: "Нека слушнат евреите." Кога сиот Израел слушна дека Саул ја разбил филистејската стража и дека Израел станал омразен за филистејците, народот се собра кај Саул во Гилгал. Конечно, дојде време кога Саул го покажа вистинското лице. Не само што ги украде заслугите за победата врз филистејците, туку и почна да се фали пред целиот народ за тоа. Колку е голема разликата од оној Саул кој на почетокот се криеше помеѓу народот, до овој Саул кој едва чека народот да го види и да каже нешто добро за него. Авторот на книгата вели дека Јонатан е тој кој ја разби филистејската војска, а не Саул. Покрај другото, тоа може да значи дека Јонатан беше многу подобар војсководец од неговиот татко. Но татко му ја имаше највисоката позиција на авторитет во Израел и затоа ја злоупотреби таа позиција, за да добие слава која не ја заслужуваше. Патем, забележавте ли дека во текстот пишува како Саул затруби со труба и рече: "Нека слушнат евреите"? Во нормални услови некој друг би трубал со труба и би зборувал за победата на војсководецот. Но Саул знаеше дека ако друг затруби со труба и ја објави победата, Јонатан ќе биде главниот јунак и тој ќе ја земе славата, а на Саул тоа воопшто немаше да му се допадне. Токму тоа и се случи во еден настан кој е запишен во Прва Самуилова, глава 18. За разлика од народот кој поверува во лагата, војниците знаеја кој ги разби филистејците и знаеја дека приказната која Саул ја представи во јавноста нема допирна точка со реалноста. Предпоставувам дека оваа случка им беше причина да почнат да се сомневаат во интегритетот на нивниот цар. Во стиховите 8 и 9 ни е опишана уште една случка во која Саул го покажува вистинското лице. Всушност, гревот за кој ќе читаме е еден од оние кои имаа посериозни последици врз неговото владење. Саул не само што присвојуваше заслуги за нешто што не го направи, туку и се спротистави на принципите за жртвопринесување, кои Бог ги даде преку Мојсей. И тој чекаше 7 дена до рокот, означен од Самуел, но Самуел не доаѓаше во Гилгал. И народот почна да се разбегува од него. И Саул рече: "Донесете го кај мене одреденото за сепаленици и за жртви за благодарност." И принесе жртва. Само затоа што беше цар, Саул предпостави дека може да прави што сака. Наместо да го чека Самуел да ја принесе жртвата, Саул го зеде животното и го принесе. Години подоцна, царот Озија стори нешто слично и Бог го казни со лепра. Тоа е запишано во Втора Летописи 26. Само на свештениците им беше дозволено да принесуваат жртви. Стихови 10 и 11. А штом заврши со принесувањето на жртвата, ете дојде Самуел и Саул му излезе во пресред да го поздрави. А Самуел запраша: "Што си направил?" Саул одговори: "Видов дека народот се разбега од мене,
а ти не дојде во закажаното време. Филистејците пак се беа собрале во Михмас. Наместо да се покае, Саул се обиде да даде логично објаснување за неговиот грев. Прво, вели дека луѓето беа разбегани. Второ, вели дека филистејците се собраа за војна. И трето, Самуил доцнеше. Со други зборови, Саул ги обвини сите околу него, но самиот не призна вина. Слушнете што пишува во стих 12. Тогаш си помислив, сега ќе се спуштат врзмени филистејците во Гилгал, а јас пак се уште не сум го прашал Господа, па затоа решив да принесам жртва. Тоа се зборовите на Саул. Слушнете што му рече Самуил. Стих 13. И Самуил му рече на Саул, лошо си постапил што не си ја исполнил заповедта на Господ, твојот Бог, која ти беше дадена. Зашто денес Господ сакаше да го зацврсти царувањето твое над Израел за секогаш. На почетокот од неговото владење, Самуел му рече на Саул, ако си му послушен на Бог, тој ќе те благослови, но ако му бидеш непослушен, тој ќе постапи со тебе соодветно. Саул не го послуша советот на Самуел, и затоа беше време да ги бере плодовите на непослушноста. Стих 14. А сега твоето царување не ќе може да обстане. Господ ќе си најде маж според срцето свое и ќе го назначи за владател на народот негов, зашто ти не го исполни она што ти беше заповедал Господ. Со други зборови, царот, односно владетелот, мора да му биде послушен на Господ. Тоа е една од најголемите потреби на денешницата. Да имаме водачи кои ќе се водат од Божиите, а не личните интереси. Што се однесува до самиот текст и разговорот помеѓу нив двајца, мислам дека пророкот, Самуил, беше многу разочаран од однесувањето на царот, Саул. Овие моменти всушност беа почетокот на крајот на владењето на Саул. Човекот, кој израелците го одбраа како цар, потврли во неговата улога. Стихови 15 и 16. И стана Самуил да отиде од Гилгал во Гива Венијаминова, а Саул ги преброи луѓето што беа со него. Тие беа околу 600 мажи. Саул со синот свој Јонатан и луѓето што се наоѓаа покрај нив, поставија логор во Гева Венијаминова, а филистејците беа во логорот Михмас. Забележете што пишува во следните неколку стихови. Израелците паднаа толку ниско, што зависеа од филистејците да им ги наострат нивните алати или оружја. Во сета израелска земја немаше ковачи, бидејќи филистејците се плашеа да не направат евреите мечеви или копја. И сите израелци требаше да одат кај филистејците, за да ги наострат своите рала, мотиките, секирите и копачите, кога ќе отапеше сечилото на ралата, мотиките, вилите и секирите, или пак требаше да се наострат остените. Замислете колку апсурдна ситуација. Кога израелците, кои беа Божји народ, имаа потреба да ги наострат мотиките, секирите или вилите, тие одеа кај филистејците, бидејќи немаа нивни ковачи. На тој начин филистејците можеа да знаат со какви оружја располагаат израелците. Божјиот народ кој требаше да владее и да биде силен, стана потчинет поради непослушноста. Стих 22. Затоа во текот на војната немаше ниту меч, ниту копја во сиот народ што беше со Саул и Јонатан, а имаа само Саул и неговиот син Јонатан. Од целата израелска војска, само двајца имаа оружје. Сите останати имаа други видови алати, како например вили, секири, мотики и слично, но само царот и син му имаа мечеви и копја. Слушнете што пишува во следниот стих. И филистејската стража излезе во теснецот кај Михмас. Глава 14. Битката на Јонатан кај Михмас. Во глава 14 ни е опишана воената стратегија на Јонатан, синот на царот Саул, во битката кај Михмас. Некои историчари велат дека ова е главата која генерал Аленби ја прочитал пред да ги нападне турците. Ја искористил истата тактика како Јонатан и со тоа извојувал победа за време на Првата светска војна. Нема да навлегувам во воената стратегија на Јонатан, но сметав дека тоа е една информација која можеби ќе ви биде интересна да ја чуете. Немав прилика да го посетам местото Михмас за време на моето патување во Израел. Сакав да го сторам тоа,
но нашиот туристички водеч рече дека нема да имаме време. Така што не би можел да ви дадам повеќе детали за тоа место, барем не од лично искуство. Не само тоа, туку и јас не сум воено лице и затоа не би можел да дадам добар и соодветен коментар на воената стратегија на Јонатан. Кога генерал Аленби го прочитал текстот, сигурен сум дека бил навистина возбуден од тоа што го дознал. Што му успеал да извојува победа користејќи стратегијата на Јонатан, тогаш за него овој текст сигурно бил многу корисен. Еве што всушност направи Јонатан. Го зеде со себе оруженосецот и помина низ еден многу тесен премин. Тој премин беше толку тесен што би било навистина тешко низ него да помине голема и добро опремена војска како филистејската. Со оглед на тоа што Јонатан и оруженосецот немаа многу оружје со себе, тие можеа лесно да го минат преминот. Нешто слично се случи во битката кај Термопилите, односно тесниот премин кој грчките градови држави го чувале од персијците. Персијците биле многу побројни од грците, но со оглед на тоа што преминот бил тесен, тие немале можност да ги заобиколат и да ги нападнат одстрана или од позади. Поради тоа персијците претрпеле големи загуби, бидејќи грците биле повешти во директна борба. Израелците беа посилни од филистејците, но нивниот број беше значително помал во споредба со тој на непријателот. Затоа на Јонатан му беше потребна стратегија, и тоа што го испланира се покажа како успешен обид. Откако Саул дозна дека Јонатан и неговиот оруженосец ги снема, тој побара да му биде донесен ковчегот. Стих 18. И Саул му рече на Ахија: донеси го ковчегот Божи, зашто во тоа време ковчегот Божи беше со синовите Израелови. Царот мислеше дека ковчегот ќе донесе некаков благослов за израелците, но како што видовме во претходните епизоди, тоа беше чисто суеверие во кое народот веруваше години наназад. Но и покрај тоа, Бог сепак ги спаси израелците. Стих 23. Тој ден Господ го спаси Израел, а битката се прошири дури до Бет-Авен. Од една страна стратегијата на Јонатан беше важна, но од друга страна причината поради која израелците извојуваја победа беше Божјата благонаклоност. Наредбата на Саул не е исполнета. Стихови 24 и 25. Израелците беа изморени тој ден, а Саул го заколна народот велејќи: проклет да е оној што ќе вкуси леб до вечерва, додека не им се одмаздам на моите непријатели. И никој од народот не вкуси храна. И сиот народ отиде во гората, а таму на лединката имаше мед. Но слушнете што се случи потоа. Ке читам од стих 27 до 30. Јонатан пак не слушна кога татко му го заколнуваше народот. И откако го протегна крајот на стапот што беше во раката негова, ја буцна медената пита и ја сврти со раката кон устата своја и очите му светнаа. А еден од народот му рече велејки: татко ти го заколна народот и рече: проклет да е оној што денес ке вкуси храна, и затоа луѓето се изнемоштени. Но Јонатан рече: татко ми ја вознемирува земјава. Гледате како ми светна очите штом вкусив малку од медов. Ако пак народот денес си каснеше од пленот што го најде кај непријателите своји, немаше ли поразот на филистејците да биде поголем? Јонатан, синот на Саул, не знаеше за наредбата која ја даде татко му, дека никој не смее да јаде, се додека Израел не ги победи филистејците. Кога огладне и сакаше да проба од медената пита, некој го предупреди за заповедта на татко му. Како што можете да забележите, на Јонатан воопшто не му беше грижа што рекол татко му. Дури и во неговиот одговор можете да забележите одредено несогласување со начинот на кој татко му го води царството и се грижи за војската. Луѓето веќе долго време се бореа и беа уморни. Наместо да им даде храна за да соберат сила пак да се борат, Саул им рече да не јадат се додека не победат. Постапката на Саул беше навистина безумна и неговиот син многу добро го знаеше тоа. Царот конечно го покажа вистинското лице и на дел од луѓето им стана јасно дека најмногу се грижи за себе и своето достоинство, а не за народот кој му беше доверен да го води. Стих 36. И Саул рече: да тргнеме по филистејците оваа ноќ и да ги ограбиме до разденување, и да не оставиме ниту еден од нив.
и рекоа: прави се што сметаш дека е добро. А свештеникот рече: да пристапиме овде кон Бога. Во следниот стих, Саул го прашува Бог дали да тргне во војна против филистејците. Стих 37. Саул го запраша Бога: да тргнам ли против филистејците? Ке ги предадеш ли во рацете на Израел? Но тој не му одговори тој ден. Божиот молк беше знак дека Бог не го одобрува начинот на кој владее. Тогаш Саул рече: нека се приближат овде сите началници народни, да распрашаат и дознаат врз кого е денес гревот? Зашто се колнам во Господ кој го спаси Израел, ако биде и врз синот мој Јонатан, и тој нека умре без друго. Но никој од народот не му одговори. Војската не одговори ништо на оваа закана. Тие знаеја дека Јонатан ја проба медената пита и дека според зборовите на Саул е виновен. Саул пак мислеше дека причината поради која Бог не му одговори е тоа што некој од војниците беше непослушен на неговата заповед. Реалноста беше сосем поинаква. Бог не му одговори, бидејќи самиот тој беше непослушен. Наместо да прифати одговорност за своите постапки, тој се обиде вината да ја префрли кај друг. Во текот на своето владење, Саул често го правеше тоа. Ке ги прочитам стиховите 40 до 44. Тогаш Саул им рече на сите израелци: застанете вие на едната страна, а јас и син ми Јонатан ке застанеме на другата страна. А народот му одговори на Саул: прави го она што мислиш дека е добро. И рече Саул: Господи, Боже Израелов, кажи ни ја вистината. Изобличените со ждрепка беа Јонатан и Саул, а народот излезе прав. Тогаш Саул рече: фрлете ждрепка меѓу мене и синот мој Јонатан. И ждрепката падна врз Јонатан. И Саул му рече на Јонатан: кажи ми, што си направил? И Јонатан му раскажа велејки: вкусив со стапот што е во раката моја малку мед, и ете, јас треба да умрам. И Саул рече: нека Господ ми испрати најлоша казна и уште повеќе нека ми даде, ако ти, Јонатане, денес не умреш. Што ни откриваат овие стихови? Дека Саул беше подготвен да го погуби и својот син само да покаже дека тој е главен во Израел. Тој не сакаше да ја дели славата со никој друг. Но добро е што народот беше разумен во оваа ситуација и му се спротистави на царот. Тие сватија дека мора да стават граници на неговата безумност. Но народот му рече на Саул: Јонатан ли да умре? Кој изврши такво големо спасение над Израел? Тоа нема да биде. Се колнеме во Господ дека ни влакно нема да падне од главата негова на земјата, зашто денес тој действуваше со Бога. И народот го ослободи Јонатан и тој не умре. Како што минуваше времето, народот можеше да го види вистинското лице на Саул. Неговата непослушност кон Бог не само што имаше влијание врз неговото општање со Бог, туку и меѓусебните односи со најблиските исто така му страдаа поради тоа. Гревовите и грешките кои ги направи многу го чинеа него, но и целиот израелски народ. Саул конечно покажа дека не е Божи човек и дека повеќе се води според волјата на сатаната, отколку според Божјата. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Следниот пат ќе обработиме глава 15, каде повторно ќе читаме за непослушноста и своеволноста на царот Саул. После тој настан, Божиот дух веќе нема да му зборува. Бог веќе нема да го води и Саул се повеќе духовно ќе застранува, до таа мера што ќе отиде кај гатачка за да го повика духот на Самуил. Овој дел од прва книга Самуилова е трагичен, но од него можеме да научиме многу важни духовни лекции. Животот на Саул ни е даден со цел да имаме извештај за тоа што се случуваше во таа доба од историјата на Израел, но и за да се поучиме од неговиот пример и да не ги повторуваме неговите гревови. Затоа, додека ги обработуваме овие глави, ќе ве замолам да внимавате на тоа што ќе го кажам. Бог нека ни помогне на сите да растеме во верата, додека го проучуваме неговиот збор. До следниот пат, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify.
Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Nis Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.